Па јас првено му го честитам празникот на сите граѓани на Република Македонија. Ние сме приморани да правиме протест, бидејќи владата нема слух за лозарите од тиквешијата и уопште за земјоделците, бидејќи нивните изјави се дека историски цени на гроздето имаме и дека задоволни сме и не протестираме. Еве, ние протестираме, а како пример да му кажеме дека цените во Македонија се најниски во регионот. Еве, за пример, нека знаат дека во Црна Гора најевтино грозде е 1 евро, во Србија е 120 динара српски, тоа е 1 евро, а кај нас 14 денара со 18 денара смедеревката и вранецот. Значи, народот е револтиран од изјавите на министерот за земјоделие и другите министри кои велат дека лозарството цвета во Македонија. Што барате вие? Што барате? Ние бараме како поранешните години владата да изготве производствена цена која што 5 години изготвува. Во меѓувреме додека изготват они, ние можеме за 2 дена да изготвиме заедно. Ние бараме 5 денара помош за лозарите, барем некако луѓето поради болеста, поради временските неприлики да бидат спремни за наредната година. Ако не се доделат, лозарството пропаѓа. Нели е доста сега за штрајк и протест? Никој пат не е доцна, оти има друга работа. Во екот на бербата, луѓето дали да берат грозје, дали да аргати да одадат, тогаш не е време. А кај нас, знаете ни дека цените кај нас се кажуваат за сортите на грозје у 5 до 12 или денеска се откупува, вчера кажале. Принудени сме да даваме, нема ни, не можеме да се организираме, да најдеме стратешки партнер дали од Босна. И друга работа е да се разбериме, нека разберат министрите како откупувачот од Босна со камион му се исплаќа да дојде да го плате 20 денара смедеревка или 20, а ние му го носиме на мулјач за 14 денара, ним не му се исплаќа. А још имаме катастрофална година во лозарството. Вака сега, ние оваа година, уште пролета имавме од постојаните вранични дожд, мај и јуни имавме болест предизвикана пламеница. Добро. И затоа ние сега бараме, 7 барања се, бараме обештетување за болеста пламеница, дали ќе да биде некоја реална цена, барем 3000 арки да ги обештетат луѓето. Бараме 5 динара за тоа што има продадено гроздје во винарија. Бараме за субвенциите да се исплатат по 40.000 до хектар, 40.000 на хектар. Бараме за елементарната непогода за 2021 до ден денеска, имаше елементарна непогодна суша, не е исплатена. Бараме за 2022 имаше град во Неготинскиот атер и таа не е исплатена. Бараме повлекување на одлуката за воден надоместок. Постоева тука 46.000 и таа е моментално сега одложена до нова година. После нова година е новата цена. Бараме повлекување на истата. И исто бараме осигурањето, да не биде задолжително, него доброволно, како до сега. И уште едно, пред 2-3 дена му пративме на министерот со иницијативниот одбор тука писмо, препорачно, бараме до петок, средба со министерот во Министерство за земјоделие, ама лично со него, да видиме овие нашите барања што седнате, да седниме и да ги решиме. Јокаш има ли слух во министерството? Ја мислам дека во интерес на народот, и ако се декларира дека се за народот и со народот, мислам дека треба да има слух. Ево овие луѓе што се позади нас, видите ги, проблемот е што многу млади луѓе малку се. Гледате, ние сме останати белокоси тука и ние треба да го управаме лозарството. Лозарството треба да биде на младите и треба да биде профитабилна гранка, а не да работиме со загуба. Значи, луѓето се толку револтирани, не знам, можете да ги прашате и нив, ние сме како иницијативен одбор, ги застапуваме нивните барања, али владата треба потхитно да има слух ако сака да го одржи лозарството на некоја ниво што едва ја обстојува.